Очигледно е дека луѓето се соочуваат со проблем со откупот на оризот. Околу 30% од оризот е откупен, но не е платен. Од оние кои што го откупиле, 70% не е откупен. Владата даде субвенции, ги зголеми субвенциите, знаејќи дека годината е проблематична. И тие се во поголем дел исплатени, во помал дел се сега во тек на исплата. Така што не е проблемот во делот што владата го има ветено и што е обврска на владата, туку е во делот на откупувачите. Од она што може да го слушнам овдека на теренот е дека постојат веројатно два проблеми. Едниот е што има одреден вишок на пазарите годинава со ориз, а вториот е, како што објасни локалното население, што политиката ги има замешано прстите и во оваа работа. Луѓето тука што беа тврдат дека воглавно одгледувачите, односно оние кои што го садат и го продаваат оризот се припадници на ВМРО ДПМН, откупувачите на СДСМ, ценат дека се обесправени, дека се откупува само од помалиот број на производители кои што се од СДСМ. Ако е тоа точно, тоа е многу лошо. Тоа е, би рекол, и трагично за една држава да пазарната економија се одвива на тој начин на која партија и дава подршка. Тоа е исклучително лошо. Тоа ние никогаш не сме го промовирале како партија, никогаш не сме гледале кој земјоделец за која партија гласа или кој невработен што треба се вработи некаде во една или во друга партија, пред се во правец на помагање на сите на кои што може да се помогне. Така што доколку е тоа така, мислам дека на некој начин тоа на нашите политички опоненти од СДСМ ќе им се врати како бумеранг, бидејќи луѓето тоа го чувствуваат. Како и да е, со мене беше заменик министрот за земјоделие, кој што ова прашање ќе го отвори на седница на влада, ќе разговара и ќе бара решение да им се помогне некако на луѓето тука во Кочанскиот регион. Тие не се виновни што имаат таков проблем. Секако не е виновна ни владата, но тие чекаат некаква помош од владата. Соочени со вакви проблеми и со вишок на ориз на пазарот пошироко, не само во Македонија, но и со вакви политички предизвици како што тие кажуваат. Јас не можам да потврдам дали е тоа така или не, но бевте очевидци и вие медиумите како самите производители на ориз тоа го кажува. Така што заменик министерот за земјоделие тоа ќе го отвори на седница на влада и ќе бара да се најде некое решение да им се помогне на луѓето. И јас го охрабрувам тоа да го направи.